Еден наш голем деец вика, јас всушност вели не е срамно да се умре или сите да изумреме, но срам е ести голем срам ако си го смениме името, од кое се уште се плашат како од чума. Но без име, верувајте ми, вика, и гробовите ќе ни бидат празни. Еден друг вели, јас не познавам друг народ кој толку многу страдал од своите предавници како Македонија. Точно тука сакам да се осврнам со мојот неконвенционален настап честопати. Ќе зборувам денес за две категории од човечкиот карактер, за предавство и за лага. Па после ќе ги поставам прашањата. Се надевам дека луѓето кои се присутни овде нема да се препознаат или секоја сличност е измислена. Ќе почнам прво за предавството. Во минатиот период ве нарекуваа предавници под предпоставка. Луѓето се сомневаа, а вие ги демантиравте. Едните продолжија да ве нарекуваат предавници, а другите ви веруваа. А денес, кога вашето предавство е верифицирано и подпишано со подпис од проколнатата рака, веќе нема место за сомнеш или за двоумење. Вие денес сте несомнени предавници, само слепци или крајно тенденциозни луѓе, користољупци, не можат да го видат ова ваше предавство. Вие во историјата ќе влезете како лажни лидери, како безрбетници што го предадоа светото народно име Македонија за материјална корист и за троа власт. Ќе бидете запишани како коте од рулја или како Јуда во сеќавањето на македонскиот народ, каде и се да се наоѓа овој голем подоблест народ, што вие го сведовте на стока и го продавате кило месо жива мера. Сета ваша ништовност и ништожност, која што ја имате, поврзувајќи се со мене и од личниот и приватниот живот во Струмица, само потврдуваат за каква личност се работи и каков карактер сте всушност вие. Заради коцка и комари, од мене имате зимено пари. И сте биле благодарни заради тоа. Заради тоа што, веројатно, спиевте по коцкарници, бевте срам и ја напуштивте Струмица и се вративте на друго место. И денеска вие покажувате патриотизам, заштита на национализам. Не, господине. Вие кои што исплячкавте Македонија и вие кон кои што е насочено прашањето дека мора да има сериозни резултати од спроведувањето на судски одлуки за корупцијата и криминалот, се однесуваат експлицитно за истрагите што се водат против високи представници на претходната власт. И директно ни е посочено тоа. Вие ќе зборувате за патриотизам, вие ќе зборувате за корењата, вие ќе зборувате за вредностите и нашата национална посебност и нашата државност. Вие, со сите ваши аморални аспекти, произлезени од поранешна власт, онаква каква што ја знаат сите во Македонија, се дрзнавте да користите безобразни и дрски зборови. На дури и во парламент не дозволива навредливост, која што колку и да сте глумец, колку и да е вашата реторика актерска, тоа не ви го дава за право. Заради тоа што вбризгувате омраза кај нашиот народ. Ако го сакате, нема во тој правец да дискутирате. Затоа, почитувани пратеници, почитуван господин Ивановски, Македонија после 27 години ќе има јасна шанса да одлучи за каква иднина се залага и каква иднина посакува за своите деца. Македонија конечно ќе ја има, не ќе ја снема, конечно ќе ја има и никој ништо не и може. Секако ако граѓаните застанат зад референдумското прашање и го подржат. Оти конечно сме држава, признаена од целиот свет. Конечно ние признае македонскиот народ. Конечно ние признае македонскиот јазик. И повеќе дилеми нема. Во целиот период
ваше владење, само математиката за политички поени ви беше важна. Државата беше последно прашање за вас. Се што правевте беше низ призмата на рейтингот на политичарите. Се што правевте беше како подолго да се одржите на власт. Па зошто не ја внесовте 11 години безрешен проблем со Грција, Македонија во НАТО и во Европската унија? Не ви беше ни важно тоа, затоа што не носише политички поени, ама загрижени само заради политички поени, не бевте спремни со глувчешка храброст, нито една одлука не донесовте во интерес на државата. Определете се за каде сте. Тогаш ќе им помогнете на граѓаните. Јас сум за НАТО и за ЕУ и застанав честно со цела политичка одговорност за договорот со Грција, со цела политичка одговорност. Посебно знаејќи дека граѓаните наши ќе одлучуваат.